Социјалдемократската партија на Македонија сака во предречерието на предвремените парламентарни избори за 2016 година 11 децембар да ви информира накратко дека намерава да излезе во повеќе изборни единици, меѓутоа самостално. Не во коалицирање, не со коалицијни, не денеска со една коалиција, утре со друга, заутре со трета, па сега гледаме напуштање на коалициите, па недоразбирање на граѓаните, односно политичарите и така натаму и така натаму. Сето тоа, Социјалдемократската партија на Македонија, за неја е туѓа таа работа. Ние се задржуваме на нашите членови, на нашите почитувани граѓани кои ја поддржуваат оваа партија и тоа што ќе го освоиме, сакаме сами да го освоиме. Не во коалицирање, не со други поголеми партии. Да биде тоа исклучиво на Социјалдемократската партија. Тоа го правиме постојано за овие 25 години и овој пат исто ќе го направиме. Затоа ве сакав да ви информирам, денеска и последен ден е, се надевам дека ќе го тоа направиме вечеров. Меѓутоа, денеска нешто Социјалдемократската партија мене како нејзин председател, односно како партија кој го отворила плурализмот, кој знае што значат избори, наместо да се фокусираме на она како да им покажеме на граѓаните со кои програми ски определби ќе излеземе, со кои идеи, што ќе направиме. Ние заговараме нешто што навистина е контрапродуктивно за сите граѓани во Република Македонија. Не го прифаќаат нормална работа, а за тие што го тоа пласираат пред јавноста навистина е јако непријатно. И тоа ме иритира мене како председател на Социјалдемократската партија, па да најавам со нашата програма што ја имаме готова, од подамна готова, една од најдобрите програми била и останува. Најдобрите во смисла со низиното искуство. Таа го отворила плурализмот во Република Македонија. Социјалдемократската партија, да не го тоа заборават почитуваните граѓани, а јас знам дека не го забораваат. Од Скопје до сите градови во Република Македонија, до селата, јас сум човек од село, роден сум во село, и сакам и граѓаните, почитуваните граѓани што живеат во село, и нив топло да ги поздравам. Меѓутоа, да се вратам на ова што ме денес иритира, што слушам по телевизиите, се одзема внимание, се замараат и понатаму граѓаните, наместо сега да ги оставиме граѓаните да размислуваат како ќе настапат, со кои изборни програми ќе настапат. Затоа ние најавуваме дека после изборите, после 11 децембар, колку ќе добие Социјалдемократската партија, тоа е отворено прашање, колку граѓани ќе ти одлучат. Граѓаните за тие што треба да кажат. Ќе организираме и спроведеме генерален реизбор на сите јавни службеници во Република Македонија. Генерален реизбор на сите јавни службеници во Република Македонија. А не само половични интенденциозни решенија како што ги прикажуваат и најавуваат други партии. Понатаму исто така, јас како председател на Социјалдемократската партија сакам да најавам дека ќе спроведеме исто така генерален реизбор и на обвинители, полицајци, а ќе правиме реизбор и на сите вработени во образованието, на сите професори, не само на факултетите, туку и во основните и средните училишта. Ќе го направиме тоа. Знаеме како. Имаме искуство. Зашто да не го направиме? Срамно е за Социјалдемократската партија и за мене како најискусен политичар во Република Македонија. Немој да ме сватите погрешно, меѓутоа моето знаење, искуство и минато е тешко добиено во мојата глава и затоа осеќам за потреба да најавам одредени работи за доброто на граѓаните во Република Македонија. Ги почитувам на сите граѓани, независно во која политичка провиненција припаѓаат. Срамно е, непријатно е
што другите социјалдемократски партии, имаме и други социјалдемократски партии, Социјалдемократскиот сојуз, Нова социјалдемократска партија, некои други преферираат во Македонија, како што се председател на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Страшно ми изненадува тој човек, не знам како, од каде му се тие идеи прљави, непријатни, неперспективни за Република Македонија. И нормално неговата партија, СДСМ, ги штитат сите други партиски корумпирани стручњаци. Ги штитат сите други корумпирани партиски стручњаци. Не е тоа еднаш случајно, многу пати. А во исто време најавуваат реизбор само на судиите во Македонија. Господинот Заев ги штити корумпираните обвинители, ве молам, ова сакам да го чуе секој македонски граѓанин, полицајци и доктори. Во тек сум јас, во тек е мојата партија. И затоа сакаме да го чуат граѓаните во Република Македонија. Господинот преседник на Социјалдемократскиот сојуз, најголемата партија која преферира да дојде на власт, господинот Заев, ги штити и корумпираните професори, и административни службеници. Господинот председател на Социјалдемократскиот сојуз не најави реизбор на корумпираните нотари и извршители. Зашто не најави реизбор на корумпираните нотари и извршители? Само на судиите, зашто? Срамно и јако тенденциозно. За Социјалдемократската партија срамно и јако тенденциозно. Вакви големи и огромни, би рекол, пропусти нема во нашите програмски заложби кои ги имала секогаш Социјалдемократската партија за овие 25 години. Ние работите ќе ги промениме, не само со лафење, не само со кажување, не само со заканување. Тоа ќе го промениме со нашите предлози. Колку пратеници ќе освоиме, тоа отворено прашање, граѓани треба да кажат. Ама тие пратеници што ќе влезат, ја верувам дека овој пат поново ќе стане Социјалдемократската партија парламентарна. Еднаш била парламентарна, пак ќе биде парламентарна. Тоа ќе го промениме навистина во корен, во права смисла на зборот. А не половично како Социјалдемократскиот сојуз што тоа го најавува. Овој реизбор, би рекол на крај, ќе го направиме за да се справиме со сите еднаш за секогаш партизирани институции и индивидуи во тие институции кои спроведуваат партиски задачи и насоки. Спроведуваат партиски задачи и насоки, ве молам. Тоа не сме да се случи. Тоа мора да се менува, не веднаш. Меѓутоа, бајќи влезено во коренто, бајќи влезено длабоко. И затоа на крај би рекол, почитувани граѓани во Република Македонија, цениме или сметаме дека само со една ваква темелна обсежна реформа може да се подобри општеството за нашето лого за подобро утре. Само со промени во права смисла на зборот, тамо кај што навистина треба, а не заради партиски поени. Тоа е тоа што овој пат се надевам на 11 децември. Граѓаните во Република Македонија, почитуваните граѓани, сите граѓани, јас и на крај тоа ќе ви кажам, многу граѓани од левата опција сакаат да преминат во Социјалдемократската партија. Јас им реков не, после изборите тоа може да се случи, овој пат не. Сакаме да останеме домаќински, односно да биде на ниво према сите поддржатели, а да не зборуваме према сите активни членови во Социјалдемократската партија. Уште еднаш благодарам и се надевам дека ќе се гледаме, односно на 11 децембар Социјалдемократската партија ќе има нешто повеќе да каже, нешто поубаво да каже. Благодарам.